Македонија го заврши настапот на Европското првенство, за жал со пораз, овој пат против Романија. Еве твој коментар за овие 60 минути. Да, многу ми е криво и многу сум разочарана што го изгубивме мечот, но тоа е што е. Толку се можеше. Искрено, добри бевме во првото и некаде до 40-та минута, но после некако како енергијата да ни падна, но тоа што нашиот состав е помладен и нема кој да не замени со искуството и со све. Девојчињата се добри и талентирани, само си треба искуство и повише надпревари. Видовме далеку поопуштена игра на почетокот, дури бевме конкурентни и имавме шанси за водство. Се чекаше третиот надпревар или така се погодија коцките? Па не, ние на секој надпревар го дадовме нашиот максимум и се боревме, но да се разбереме, Франција и Холандија се светски сили кои што не можат да се стигнат, а Романија игра на наш левел ракомет, малце поспор, не се толку брзи, додека Франција и Холандија играат многу брз ракомет, но денеска пак дека последна утакмица и ако ги победевме ќе поминевме групата, наредно после 10 години Македонија ќе поминеше група на Европското првенство, но тоа е што е. Имавте, како што кажав, позитивен резултат, можеби неа го повторно, нели, се разигра и им донесе на предност потребна за да го намали притисокот за Романија. Имавте специјална тактика подготвена за неа? Па да, имавме тактика да излеземе на неа фластер, да ја затвориме, но ете, како што кажав, не во второто полувреме не успеа ни таа тактика некако, можеби дека се уморивме више при крај, стварно не знам што би рекла. Третиот надпревар е пораз, меѓутоа е подобрен печатокот. Еве твој коментар за настапот на Европското првенство на Македонија. И преубаво е чувството, предобро е да играш пред твои луѓе, твоја публика на домашен терен, ама тоа е. Се надевам дека понатамо ќе бидеме подобри и ќе направиме некој поголем успех.